Од јули годинава со воведувањето построга регулатива при движењето на каматните стапки за штедни влогови од страна на Народната банка на Република Македонија расте интересот кај штедачите. Од банкарскиот сектор велат дека на овој начин дополнително се зголемила довербата кај граѓаните. Од струмичкиот банкарски сектор додаваат дека најмногу штедат луѓето од 30 до 50 годишна возраст. Интересот кај нив е дали каматата му е стабилна, фиксна, што не беше пракса до сега, до оваа година. Меѓутоа, од јули месец оваа година имаме една нова регулатива која на штедачите им нуди посигурна камата. Порано беше тренд на опаѓање на каматите и од негде 7-8% веќе се паднати од прилика на 3,5% за штедење на 3 години за денари. Меѓутоа, од оваа година, од јули месец, тоа веќе не е можно, банките не може така лесно да ги вршат овие работи, бидејќи регулатива има Народна банка и на секој 6 месеци ќе се прави ревидирање на каматите во изминатите 6 месеци, ќе се дава една камата која банките ќе треба да ја почитуваат. Според Андонов, нивото на штедни депозити кај физички лица на ниво на Македонија според податоците на Народната банка изнесува близу 3 милиарди и 500 милиони евра, што споредено со домашната економија и финансиската моќ на граѓаните е на завидно ниво. Тоа е едно завидно ниво за Македонија и за македонската економија, бидејќи ние сепак сме земја која нема силна економија, но имаме силна желба за штедење и сме многу во тој поглед пред нашите соседи и пред европските, да кажеме, податоци за штедење на глава на жител. Ние сепак немаме големи средства како граѓани, бидејќи имаме мали примања, но тоа што го имаме знаеме вредно и домакински да го заштедиме. Порано беше тренд тоа да се случува дома, парите се чува во подперница, што викаме, нели? Но сега трендот е тоа се повеќе да се става во банки. Според Андонов, граѓаните секојдневно се стимулираат за мерки на штедење, како преку кампањи, така и преку директна комуникација со потенцијалните клиенти. Во светот, банките се во трка за нови штедачи, преку најразлични иновативни начини за зголемување на штедењето.